Цивил медија. Цивил покрена петиција за укинување на привилегиите на избраните функционери, меѓу другото и на председателските бенефиции. Каков е одзивот? Од каде дојде идејата и што планирате понатака со оваа петиција како да стигне до вистинските раце во оние на кои што е мојкна да одлучуваат? Значи, ние покренавме оваа иницијатива во мај, на почетокот на мај. Во текот на летото собиравме онлайн потписи, до сега се собрани околу 5000 потписи, мислам без некои стотина, но постојано расте таа бројка. Ке треба да ја затвориме петицијата за да продолжиме понатаму со следните фази на нашите активности. Забележавме дека и владата се обидува да стави некои рестрикции, ги намали бенефициите, да ги намали привилегиите на функционерите, како на избраните, така на именуваните, но сметаме дека тоа ни оддалеку не е доволно. Во парламентот имаше некои одгласи, меѓутоа исто така недоволно. Председателот на државата даде една јасна порака во која ја поддржа иницијативата и сметаме дека тоа е еден чекор повеќе и сметаме дека она што треба да следува следниот период е ние како јавност, како граѓански организации да извршиме сериозен притисок за привилегиите да бидат укинати, едноставно укинати. Бидејќи во оваа сиромашна земја имате привилегии какви што ги немаат ни најбогатите земји, демократски земји во светот. Се разбира, ако зборуваме за друг тип на држави, тогаш можете и такви привилегии да најдете, но она што ние го гледаме дури и во обкружувањето на земјата во регионот, ни оддалеку нема такво расипништво, такво луксузирање на функционерите. Тоа мора да престане. И ние ќе извршиме сериозен притисок како во јавноста, а секако дека ќе преземеме во рамките на законот и на уставот активности со иницијативи, со закони, имаме веќе и одредени законски мерки кои сме ги подготвиле и ќе ги предложиме до парламентот. Доколку парламентот не најде храброст, така да кажам, ние ќе продолжиме со граѓанската иницијатива преку собирање потписи за да се промени законот и да се или да се донесе нов во кој ќе имаме пристојни функционери, а не луѓе кои расипнички, луксузно се однесуваат кон народните пари. Таква слична иницијатива деновиве имаше и од антикорупцијската комисија, меѓутоа владата порача дека мора да постапува по постоечките закони. Кој треба да го иницира ова, ако не владата? Државната комисија за спречување на корупцијата според нас има одлична иницијатива. Нашите гледишта се во голем дел идентични и ние ја поддржуваме ДКСК во тие напори, како и во сите останати активности кои очигледно оваа институција сака да ги преземе за да му стави крај или да ја намали корупцијата во земјата. Владата може да донесе одредени мерки, може да направи многу во овој поглед, меѓутоа на крајот на краиштата јас сум убеден дека всушност законодавниот дом треба да го даде својот последен збор. И заради тоа сметаме дека законодавниот дом, пратеничките и пратениците, без оглед на тоа од која партија доаѓаат, мораат да најдат доблест, да најдат еден морален интегритет и навистина да му стават крај на расипништвото. Тоа исто така одредена улога има и Уставниот суд, односно ние сметаме дека е исправна препораката на ДКСК да се преиспита законитоста на законот за привилегии на председателот, барем од таму да тргнеме, бидејќи еве само тоа што го сподели ДКСК со јавноста, само за последниве 10 години, само за кири и комунални давачки и одредени давачки без пензиите, без платите, без сите тие работи, ние сме потрошиле над 1.000.000 евра. И тоа е навистина огромна сума која се однесува на тоа. Ако на тоа ги додадете и пензиите или другите привилегии, надоместоците за асистенти, асистентки и така натаму, тоа мислам дека таа сума ќе се зголеми повеќекратно, а сето тоа е еден непродуктивен трошок. И законот за СОЗР исто така е во спротивност со овој закон, а се разбира законот сам по себе за привилегии, сам по себе е противуставен, бидејќи нели според член 9 од Уставот на Република Северна Македонија сите сме еднакви.
Правниците ќе речат дека новиот закон нема да има ретроактивна моќ, дека фактички Иванов и Црвенковски нема да можат да се опфатат со новите законски измени, туку само следните председатели. Дали тука би играл улога Уставниот суд кој што го споменавте за да се опфатат и тие? Зависи за кои правници зборувате, се разбира различни правници различно толкуваат. Ние сме во поддршка на Уставот на Република Северна Македонија и тука тој е многу јасен, недвосмислен, прецизен и прецизно одредува дека сите сме еднакви. Нема тука во еднаквоста ретроактивност или некоја друга правна флоскула зад која се кријат политичарите, а и оние правници кои нив ги поддржуваат. Civil Media